Фактички вагата ни е на моменти многу поголем непријател психолошки отколку што ви имате бенефит. Има два моменти, првиот е психолошки пациент, вториот е лекарски нели од пракса. Например, за мене е побитен обемот на струка. Ако една млада индивидуа ја ставите во мод на физичка активност и има да речеме 30 години, 35 нека биде, и почнува да вежба, дојде во фитнес сала. Нели, вие во време од пола година ќе намалите да речеме во хипотеза 30% од масните наслаги. Ама ќе ставите плюс 10% на мускулна маса. Значи сега вие ќе се мерите дома и ќе очекувате да слабите не 20, а ќе бидат 15, но од друга страна вие сте намалиле многу од масното ткиво. Фактички тоа масно ткиво за нас е така наречено sick fat, или тоа е патолошки орган, тоа масно ткиво кое што прави одлив на масни киселини, на токсини, слободни радикали и така натака. И така да ние кога намалуваме на масно ткиво се радуваме најмногу. Втората причина е психолошкиот феномен. Нели, вие земате вагата, не успевате, ви имате 50-55 години. Одново позадина, она нас не треба, не дека не треба. Имаме ние други параметри многу витални медицински кои што ги користиме за да знаеме докаде сме со намалувањето на таа телесна маса и масно ткиво. Круг на поддршка за тежината да стане полесна.